Доктор Ален Ѓоргиев го доби решението со кое министерот Таравари го назначи за прв човек на Штипската клиничка болница. Од денес Ѓоргиев хируршката сала ја замени со директорската фотелја. Во првото интервју Ѓоргиев истакна дека во наредниот период пациентите и грижата за нив ќе биде на прво место. Од хируршка сала преку пратеничка фотелја, а од денес прв човек на Штипската клиничка болница. Хирургот Ален Ѓоргиев од вчера е новиот директор на најголемиот здравствен центар во источниот дел во државата. Во наредните 4 години, Ѓоргиев, како што вели, ќе се залага здравството да застане на здрави нозе, а недостатоците за кои како опозиција тие постојано укажуваа на нивните пресконференции ќе бидат минато. Чуда не случуваат преку ноќ, меѓутоа, тие работи што беа најгорливи проблеми, тие мора да се решат. И сметам дека има расположение и во Министерството и општо во владата да оние проблеми кои се најгорливи мора да се решат. Значи да не се дозволи да нема основни материјали хируршки, да нема инсулини и така натаму. Тоа се работи кои што може да се решат. Премалку пари се вложува во здравството. Ако нема пари, знаете дека малку тешко оди, меѓутоа мислам дека тоа сето ќе се подобри, а овие горливи прашања мислам дека треба да бидат приоритет. Како и на болницата, така и на владата, да не смееме да се доведеме во ситуација да немаме основни хируршки материјали, да се стопираат интервенции и така натаму. Ѓоргиев потенцира дека во наредниот период ќе се работи на подобрување, но и зајакнување на кадарот во болницата, како од лекари, така и од медицински сестри и болничари и хигиеничари. Дали ќе има нови вработувања и каков ќе е исходот на последниот оглас за вработување на 30 медицински сестри, ќе треба да одлучува ресорното министерство. Во наредниот период големо внимание ќе се обрати и на специјализациите. Специјализациите исто така се горши опрашање, мислам дека таму треба да има промена нешто во моделот, како ќе се распишуваат, ќе се оди на оние специјализации кои се неопходни, а не стихино да се дава само специјализација ради специјализација. Би требало да има онаму каде што има потреба од тие специјализации. Знаете, сега има и друг момент со факултетот за медицински науки, од таму имаат луѓе што од специјализации. Доктор Ален Ѓоргиев има 16 години работен стаж во Штипската клиничка болница. Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда управа за водење матични книги воведуваат новина со која на родителите на доброволна основа им се олеснува постапката за вадење извод на матична книга на родени. Со оваа новина родителите нема веќе да чекаат на шалтери, туку изводот на матични книги ќе го добијат во рок од 48 часа за време на престојот во породилиштето. Проектот Добре дојде бебе веќе стартува од понеделник и оваа услуга ќе биде достапна на породилиштата во Скопје, додека од 1 септември услугата ќе биде достапна во сите 18 породилишта во Македонија. Во првите 8 часа од раѓањето на детето со важечки документ за лична идентификација, родителите треба да потпишат изјава за согласност за обработување на личните податоци. Двајцата родители треба да бидат присутни пред потпишувањето на образците, а претходно треба да бидат договорени личното име на детето и живеалиштето. Добре дојде бебе е една од новите новини на системот Мој термин, кој постепено ќе се надградува со нови содржини, со цел да се улеснат и забрзат постојаните процеси, а со тоа да се улесни комуникацијата меѓу докторите и пациентите. Авионската бомба кај индустријската зона во Штип дефинитивно ќе се уништува на лице место. Надлежните институции избраа ова недела во 10 часот да реализираат акцијата. Ден предходно полицијата и медиумите ќе ги известат граѓаните од околните населби какви безбедносни мерки да превземат. Конечно донесена одлука за тајмингот за детонирање на бомбата која 3 недели стои на отворено во индустријската зона во Штип. На последниот координативен состанок на Дирекцијата за заштита и спасување, АРМ и МВР било решено бомбата да се уништи на лице место со примена на современи технички методи. Времето на детонација е одредено за во недела 23 јули во 10 часот наутро. Оваа одлука според заменик директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Екрем Зендели е донесена од причина што е констатирано дека постои голем ризик од експлодирање на бомбата за време на транспортот до некои од воените полигони, што би можело да предизвика огромна материјална штета, а и да однесе човечки животи.
Група од специјализирани пиротехничари ќе извршат контролирана детонација на самото место каде што е пронајдена бомбата во претходно ископан ров со длабочина од околу 7 метри. На тој начин во голема мера би се анулирало разорното дејство на 70 килограми TNT експлозив, колку што се претпоставува дека содржи авионскиот проектил. Бидејќи недела е неработен ден, се очекува во блиските стопански капацитети да нема присутни работници, а жителите од околните стамбени објекти ќе бидат благовремено информирани од медиумите со посредство на МВР еден ден пред почетокот на акцијата. Во Виница на градскиот плоштад од денеска е поставен апарат кој за прв пат ќе го мери квалитетот на амбиенталниот воздух. Проектот се реализира од страна на невладината организација Амброзија, а мерењето на квалитетот на воздухот се врши во општините Пехчево, Берово, Дилчево и Виница. Јасмина Пашалиска-Андоновска од невладината Амброзија истакна дека проектот финансиски е поддржан од ТИПА програмата за прекугранична соработка, а го реализираат Амброзија од Пехчево и Центарот за обновливи извори од Благоевград, Бугарија. Мобилниот уред според пропишаните стандарди е поставен пред зградата на општина Виница, при што ќе се регистрира количината на PM10 честички, сулфурен диоксид, јаглерон моноксид и озон, вели Пашалиска Андоновска. Резултатите од 10-месечното мерење ќе ги реализираат експерти, по што ќе се донесат препораки. Нема фудбалски надпревари на терените, но има препукување меѓу штипската опозиција и првиот човек на Штипска брегалница кој денеска си поднесе оставка. Штипското јавно предпријатие Стипион очекува оваа година да ја зголеми добивката за наплата на паркинг местата во централното градско подрачје по минатогодишните загуби, кои ги има поради поевтинување на месечните и годишните билети. За само 2 дена паркингот во Штип преку СМС порака си го плателе над 1000 возачи на автомобили, покажа анализите на Штипското јавно предпријатие Стипион, кој од понеделникот почна со овој современ начин на наплата. Директорот Игне Иванов на денешната пресконференција истакна дека грешките кои се забележани веднаш се коригираат од страна на операторот. Но ова јавно предпријатие откако минатата година забележа пат на дневниот промет поради намалените цени на месечните и годишните билети, оваа година очекува да имаат мало зголемување на приходите. Верувам дека сега ќе биде зголемување баш од таа причина што веќе во наредниот час ако лицето не се одјави или не го отстрани возилото од паркинг просторот, веќе ќе му бидат пресметани од наредните 15 денари кои што се за вториот и наредните часови, така да очекуваме и некое зголемување, можеби не драстично зголемување како некои што очекуваат, меѓутоа ќе имаме некое зголемување. Сепак Штипјани и граѓаните од истокот не можат да прават малверзации при наплата на паркингот со помош на СМС пораката. Проверката, нашите оператори сите информации ги добиваат на нивниот мобилен телефон. Значи, кога операторот сака да провери дали некој возило е пуштило пораката, веднаш има одговор дали возилото е платил паркинг сесијата или не, и се остава еден простор од 15 минути толеранција за да добие нова информација дали во меѓувреме е платена паркинг сесија или не. Блокирањето на автомобилите си останува и понатаму како мерка за возачите кои не платиле за паркингот. Инаку во Штип на располагање има околу 700 паркинг места кои се обележени и за кои треба да си платите 20 денари за еден, а секој нареден час е 15 денари. Подпишан договорот за реализација на уште еден регионален проект кој е финансиран од Бирото за регионален развој. Центарот за развој на Источнопланскиот регион и општина Чешиново Облешево го подпишаа договорот за изградба на спомен обележјето на Никола Карев кај местноста Свиланово. Проектот ќе чини над 10 милиони денари, од кои половина ги финансира Министерството за локална самоуправа, а останатиот дел општините Кочани и Чешиново Облешево. Изготвениот проект предвидува објектот да символизира амфитеатар. Осветлувањето на ова спомен обележие ќе биде со LED светилки што ќе користат електрична енергија добиени од сончеви колектори. Проектот се очекува да биде реализиран до крајот на октомври годинава. Инаку ова е еден од трите проекти кои што Источнопланскиот регион ги доби за реализација преку Бирото за регионален развој.
Во Штип утре ќе се реализира јавна расправа за влијанието на животната средина за изградбата на велосипедските патеки во источниот регион. Расправата е закажана во општина Штип со почеток во 13 часот и 30 минути. Целта на проектот е заекнување на туристичкиот потенцијал преку создавање на услови за развој на авантуристички туризам и подобрување на можностите за развој на спортско-рекреативниот и езерски туризам во Источна Македонија, значи на Пониква, на езеро Градче и археолошкиот локалитет Баргала, додека планирани главни активности се реконструкција и надградба на постоечките планинско-велосипедски патеки на Согорските планини, реконструкција на планинарскиот дом Пониква, надградба на јавниот простор за паркирање на туристичкиот локалитет Пониква и рехабилитација и изградба на патека од Штип кон археолошкиот локалитет Баргала. Проектот учествува во грантова шема за финансирање на предлог проекти во рамките на проектот за локална и регионална конкурентност со поддршка на Европската унија, на Светската банка и на Министерството за економија на Република Македонија. Инаку печатена верзија од документот план за управување со животната средина е достапен во Одделението за урбанизам на општина Штип, додека електронска верзија има веќе и на нашиот вебсайт. Граѓаните можат да остават коментари и сугестии преку пополнување на формуларот кој е достапен на веб страната на општина Штип, како и на Центарот за развој на Источниот плански регион. Неисплатени субвенции, штети, проблеми со откупот и недефинирани цени. Само во Штипско и Карбинско штети на посевите од пролетните мразеви пријавија 650 земјоделци, а исплатата на субвенциите за ланската година е реализирана само 40%. 650 земјоделци во Штипско и Карбинско пријавија штети кај посевите од оцните пролетни мразиви во април. 3 месеци лозарите и овоштарите чекаат обештетување. Колку да толку јаич да купат едно рајна па фала лепо или тоа. Ора кај државата па помага добро е. Од помош ќе било тама ако ги дадат. Записниците се обработени и доставени до Министерството за земјоделство. Нашата работа е завршена, тврдат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип по проценките на терен. Во Пробиштипската единица на МЗШВ била дека 370 земјоделци пријавиле штети во лозовите и овошните насади. Записниците биле сработени. Постапката се пролонгирала поради нерешчистените имотно-правни односи меѓу оштетените, но утре ќе биле доставени до Министерството. Во Пробиштипско, според информациите од таму, 30% од субвенциите се уште не се исплатени. Во Штипско, повеќе од 2000 земјоделци чекаат да ги добијат субвенциите за лани. Па не знам што е, не се пуштиле. Обиштување има околу 2000 евра и тие не се пуштиле. Не знам што се работи. А не само на мене, многу сточари земјоделци имат. А храна не е моментално, никој нема набавено. Те и они и ја, скоро никој нема храна набавено. Милиони и половина во Пробиштипско, повеќе од 5 милиони во Штипско, над 10 милиони евра се проценија штетите од пролетните мразиви на посевите на земјоделците од истокот. Барање за проценка на штетите поднесоа над 2500 земјоделци, во државата 11.000. Од Министерството за земјоделство најавија дека се интензивирани постапките за исплата на штетите во земјоделството. Одвоени биле 1 милиарда денари за штетите од невремето лани, а имало и средства за штетите од априлските мразови. Од таму се повикуваат на проблеми со доставувањето на записниците од подрачните единици и правењето на нови пресметки со Бирото за вештачење. Граѓанската иницијатива 5 до 12 денеска по четврти пат ги постави шаторите пред Македонското собрание. Родителите на децата со посебни потреби кои нудат и решенија за нивните проблеми очекуваат да имаат и првата средба со премиерот Зоран Заев. Значи еве денес по четврти пат, четврти месец ги поставивме шаторите во Жена парк. Значи ова е мирен собир како и полано. Значи 60 дена бевме со шатори во минатата вада, сега 60 дена помина како новата вада е. Значи едно од барањата ни е главниот чинител. Се развива во една вада, премиерот да оствари средба со нас, бидејќи ние застапуваме над 100.000 деца и возрастни со посебни потреби. Значи овие луѓе не треба да бидат оставени вон општеството и треба да и се даде шанса, бидејќи ние сме пред се граѓански сектор. Значи во нашата иницијатива се застапени е мултиетничка иницијатива со здруженија од сите националности
И пред се мова да истакнеме, бидејќи некои сакат да го заупотреба тоа, ние немаме никаква политичка заднина. Значи се бориме за најосновните човекови права за лицата со посебни потреби. Дали имате веќе најава дека ќе се сретнете со премиерот Заев? Па се надеваме дека наскоро ќе се сретнеме, бидејќи еве тој дава шанса и можност на многу чинители во ова наше општество да ги срушне лично. Се надеваме дека и нас ќе не срушне лично, бидејќи ние нема да му доставиме бавање, туку ние ќе му доставиме и решение, значи проактивни бавања. Ние ќе му доставаме решение за нашите бавања. Ние сакаме да соработуваме со институциите и пред се многу не е битно и премиерот да не изслуша и да даде зелено светло за тоа. 29 годишен штипјанец од денеска е со кривична пријава од полицијата. Се товари дека сторил кривично дело недозволено изработување, држење и трагување со оружје, муниција или распрскувачки материи. Во април оваа година пред селото Шашаварлија во контрола полициски службеници го стопирале возилото кое го управувал и при преглед во неговиот ранец пронашле пиштол, четка и шипка за чистење на пиштолот, како и 2 рамки и 3 куршуми. Пронајдените предмети според полицијата потекнувале од извршено кривично дело тешка кражба. Штипските советници на СДСМ на денешната пресконференција истакнаа дека откако фудбалскиот клуб Регалница замина во втората лига, Штип се претвори во фудбалска провинција, а дополнителен револт според нивка и граѓаните е што 90% од буџетските средства за спорт одат на контото на Брегалница или за 3 години на овој клуб се доделени 1 милион евра народни пари. Но и покрај силната поддршка од општината, раководството на ФК Брегалница, предводено од Ангел Бојаджиев, не ги оправда очекувањата на граѓаните, а клубот испадна од најсилната лига. Затоа советниците од СДСМ и коалицијата побара одговорност од Бојаджиев за неговото неуспешно раководење со клубот. Советот на општина Штип едногласно одлучи доделувањето на финансиски средства на клубот да го успови со разрешување на Бојаджиев и назначување на ново раководство на клубот. И наместо да покаже доблест и самиот да ја преземе одговорноста за лошо менеджирање, Бојаджиев обвинува за некаков политички пазар околу неговото разрешување. СДСМ Штип ниту влегувала, ниту ќе влегува во непринципиални и неприфатливи коалиции, најмалку со ВМРО ДПМН. Но, кога го прашање интересот на граѓаните, подготвени сме да инициираме и прифатиме иницијативи кои се во насока на штитење на јавниот интерес. И во иднина ќе работиме на подобрување на животот и спортот во Штип, а за конкретниот случај со фудбалскиот клуб Брегалница, наскоро ќе инициираме тематска трибина за анализа и надвинување на состојбите во фудбалскиот клуб Брегалница и нејзино враќање на местото кое го заслужува. Ангел Бојаджиев си поднесе оставка од председател на фудбалскиот клуб Регалница. По пресконференцијата на СДСМ и Бојаджиев со своји ставови за состојбата во која се наоѓа клубот. Брегалница ја затекнав на последно место и речиси пред испаѓање. Второ, Брегалница над преварите ги играше во Кочани, затоа што не беше способен домашниот терен за играње над превари. Сите знаеме дека кога се игра на страна, дека нормално резултатите се и послаби. Трето, за една недела успеавме да го способиме теренот и да овозможиме да почнат да се играат на преварите на домашен терен. Четврто, направена е целата трибина, односно обновени се сите столчиња кои што беа уништени и направени се со цел да гледачите се чувствуваат поудобно. Пето, асфалтиравме патеката околу самото игралиште. Шесто, обновени се собликувалните комплетно. Седмо, обновени се клупите за резервни играчи. Осмо, редовно се набавувани сите потребни средства кои што беа потребни за функционирање на клубот. И најважно, нови долгови на фудбалскиот клуб Брегалница не направивме. Ги сервисиравме старите долгови, бидејќи затекнавме огромен 4 милиони долгови затеклавме, а сега Брегалница должи 1 милион денари. Господине Миланов, освен што имате квази познавање во спортот и политиката, не знам дали знаете, а сигурно не знаете, и малку од вас знаат, дека заедно со Ванче Димов, јас го доведов инвеститорот на Брегалница и председателот Данчо Андреев,
кој што за 3 години инвестираше 930.000 евра пари во фудбалскиот клуб Брегалница. Тоа е моја заслуга и заслуга на Ванче Димов. Не знам дали знаете, тогашната ваша локална власт не сакаше да одвои ни 20% од средствата за Брегалница да го финансира клубот, не сакаше да оде на наполовината ни 4.000 евра месечно за да функционира клубот. На крај сакам да порачам дека е време и ВМРО да помане и СДС да ја трнат раците од фудбалскиот клуб Брегалница, да го остават фудбалскиот клуб Брегалница на способни луѓе, да го остават фудбалскиот клуб Брегалница на стручни луѓе кои што може да го водат, да успееме, пак ја работам во име на Брегалница, да успееме да ја вратиме во прва лига. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. Пријатно!